Здраво на сите другари, едно кратко видео, много луѓе се у паника и ми праќа пораки дека биткоин беше паднал до 92.000, мислам. Да, до 92.868, ама вчера ви најавив, вчера на моето видео, колко беше 98.800, ако не се лажам, и ви кажав, ако ви требат пари, киширајте, не може директно да ви давам финансиски совет, ако ви требат пари, киширајте. Што значи тоа, ако кеширавте, сега можете да го купите на 92.000, ама ја не сум трейдер, ама следам неколку канали што кажуват, Дамун најчесто, иако е доста на леверидж комарџиски канал, ама знае да предвиде. Што сакам да кажем, не треба да има паника, може биткоин да падне и до 90.000 и до 85.000, по-така зафркнано сценарија од лоша информација, да речеме до 80.000. Ово 99.000, 98.000 до 92.000 што падна е просто луѓето взимат профит, затоа што повеќето од нив биткоин го купија на 23.000, кажави иде Black Friday, иде нова година, иде чуда. И американците дефинитивно не се луѓе што чуват пари, макар ово да отиде после Трамп и 120, и 140, и 180.000 ако сака. Че они кога си е Black Friday, си кишират за Black Friday, кога е нова година, дефинитивно се спремат и знаат да потрошат, кажави се живо е, денеска се живо е пуно, продавници трошат се милиарди, брат, тоа е толку собраќаи, што е луда работа, гледате денеска се купени 84 милиарди, а замислете си, гледате цената не е надминала над 100.000 да речеме, пошто многу продават. Нема што да паничите, се е окей, нормално е и да падне, ви кажав, на 80.000 и да ги повлече алткоините, да речеме, сепак што повеќе падне нешто, знаете дека овакви цени тешко да се видат една година, значи можно е и да паѓа се живо, на некои ќе се укажат страшни шанси да докупе и до 6 или 8 месеци или до краја на декември 2025 што ќе го има тај bull market, да речеме, да си направат добра паричка, па наредните 3 години одеме на криптозима. Кардано гледате исто, прави 0.93, значи од $1.06 до 0.93, да се надевам, нели многу луѓе ми се фалат дека трейдат, може ли се да направат добра паричка. Polkadot исто од $9.31 на 8.12. Многу луѓе ме прашава што ќе се деси ако сменат аналитика, дали има ако сменат еден биткоин, значи да речеме 98.000. Ако сменат еден биткоин делено на оваа цена, да речем просек 8.43, се взимат 11.625 коини и all time high беше $55. По $55 е $639.000, значи ако само Polkadot се врне на all time high, профит $639.000, биткоин нема шанси да стигне овај сайкл. Може 2029 да достигне овакви суми или $300.000, ама нема шанси овај сайкл да го достигне тоа. Значи Polkadot дали би, мислам не е финансиски совет, ама многу луѓе ме прашава порака за оваква тема, пошто многу луѓе од Македонија имат Polkadot, например, да, и јас, например, да речем да имав еден биткоин во резерва, јас би го сменил целиот за Polkadot, затоа што ја Polkadot верувам како технологија, да, имам ја, не у кој знае какви големи количини, ама тие се доволни количини. Моите пријатели повеќето имат над 1200 комада, че 1200 по старата цена 55 е $60.000, значи не се сеќавам на колку, на ефтино е доста земаа, колку беше паднало највише за една година. Не, тие држат многу повеќе. На $3.72. Не знам, не се сеќавам. Не, на 2.89. Пошто доста одамна ја држат. И за колку испаѓа, чекај, мозокот ми е блокиран, 1200 делено на 2.89, значи за 400 и нешто, $415 инвестиција се уигра за 66.000.
4200 по 55, а она сигурно ќе стигне, они веруваат, тоа не е мое, значи, они веруваат дека ќе достигне до измеѓу 80 и 100, еве да речеме $90, значи 108.000. Значи луѓе инвестирале се 500 пред 4 години. Ја имав у моите видеа, кој е видел, кој ги гледал старите видеа и ги помне, не знам кои стојат. И полкадо те спомната како јака технологија и се. Само проблема е гледам сега да се држам до Bitcoin, Ethereum и Cardano, затоа што многу луѓе, аз спомнам нешто јадно купуват, а ниту знаат што купуват, ниту знаат како да го продадат, ниту знаат all time high да видат. Повеќето луѓе што имат Polkadot ги прашувам дека гледат, они немат поема за coinmarketcap.com, што е страшна работа. Така да, другари, тоа е кратката аналитика. На мојот канал ви кажав, едино го спомнав 10 луѓе само, follow идеја. Значи доста објавувам, доста репост правам за ако најдам нешто интересно. Чекай да видиме само. Еве да речеме денеска што сум споделил. Ретко за геополитика и за Русија нешто онадувам. Еве за новата Starbase како ќе изгледа. Јако чудо, работат. Играта ќе се развива доста, али се работе. Едва и чекам да ги видам тие стотици па и илјадници планети и чуда од машинерија. Еве тука се купија за 227.000 бродови екипаж вчера. Сами си брат, некој кит купи за $227.000 бродови екипаж за Стар Атлас и например луѓето викат не веруваат, па супер, да. Македонија се мали плати, некој уложил 500, 1000, 2000, 5000 долари, да, можно е да ги изгуби. Ама типо е уигра за $227.000. Ако е купил за $227.000 бродови екипаж, замислете си колку коини е купил. Значи на играта се работе доста. Мене ми се много свиѓа ово чудо. Значи е подсачената каква е. Значи не постоje моментално појаки NFT-а у игра со такви детали, уште ќе се работат. Типо што ги работе, мислам дека за Blizzard исто има преходно работено. Значи замислете се, ово е се NFT, а сите овие бродови, целиот екипаж, се е тоа NFT. Значи не постоje по-детално направени NFT у свето. Не постоje. Еве јас сите игри сум улезен. Минимум у игра сум улезен по $20.000, шо за земја, шо за токени. По 15-20 етериум у тоа време. Значи немам видено овакви игри. Сите имат, да, имат и другите графика и се, ама нивните NFT-ња не се до толку детали. Например, гледај и деталите, брат. Тоа не е обичен брод, значи NFT, тоа не е обичен екипаж, NFT. Гледа бомбата, човече. Значи замисли си, ние ќе водиме војни на различни планети. Подсачени. Уште се изработува, много сум задоволен. Некои луѓе викат, брат, абе, многу ја форсираш. Ја ништо не форсирам и ништо не рекламирам. Другари, јас со моите пари верувам и едноставно презентирам групата Криптореволуција е ставена и ја ушо верувам, значи првиот криптомилионер ушо верува. А вие дали верувате или не, тоа си е ваши пари, така да играта се развива, може да ја пратите на Twitter, може да пратите и кај мене да ме додадете на канало и да следите. Мислам дека секој во Македонија кафе шема да одложи за една година и да одложи за тие цигаренца да ги одложи исто на една година. Другари, тие пари ако ги уложите у Стар Атлас, сигурно ќе ви донесат повеќе бенефит од тие лоши пороци што ги имате. За коцка да не зборам, значи моментално по моите информации у Кочани Комаро е до тај степен направен што имам пријатели што се заглебани до душа и повеќето си блокирани тие пријатели, комши што ги познавам, затоа што тражат пари на заем, пари што нема да ги никош врнат, пари земат од лихвари за да се коцкат по казината, значи замислете си, брат, не да земете пари од лихвари, замислете си сите тие пари
да се уложат, например, на место хладилница, да се уложат у Star Atlas, да се уложат у Cardano, еви у Polkadot, еви у Ripple, па дори у Solana, сигурен съм дека ќе донесат много повече бенефит, отколку да давате пари за тия лоши пороци. Така, например, това ако е лош совет, не знам тогава што е добар, брат. Значи Star Atlas има доста луѓе што е. Сега до душа играта тражи стварно јака машинерија, ама кој нема машинерија може да си земе токени. Чудото може да го разгледате, да го разлистате. А иначе многу луѓе ме прашаа кој му е профило на Майкъл Сейлор. Другари на Твитер има 3,7 милиони го пратат. Че тая тип крипто Bitcoin Jesus он го воде фактички бул маркето, кога беше вчера земал за 2 милиарди. Така да слободно тука на неговия канал на Twitter си го додадете и разгледайте. Има доста информации. Секој зборе за него, секој го вика на гости. Гледате, провоцира други компании да сменат резервите у резервите што ги имат од кеш, замислете си да ги сменат у биткоин. Овај вика дека има 9100 биткоини има таа. Чекај да видиме 9100 биткоини. 9100 биткоини по 98.000. Човече, страшна работа. 891 милион. Замислете си тоа ако ќе отиде да речеме да го чуват до 2029 и биткоин да стане 300.000. 9100 по 2029 да речеме да е 300.000. Че од уложено од 100 милиони ќе направат 2 милиарди 730 милиони. Така да, другари, тия компании со сигурност нема да го изпуштат. Не забравајте, Трамп чим кажува дека он ќе смене дел од резервите у биткоин, замислете си колку држави ни свето ќе го следат. Чи колку повеќе држави ни свето ќе го следат, толку повише биткоин ќе лита. Значи биткоин ако Трамп зависи смене голема количина на резервите у биткоин и ако сите држави го следат, ние можеме да помениме 140-180 илјади, може $200,000 биткоин. Што не е финансски совет, едноставно кажувам, че ја не можем да знам државите колку ќе сменат, али ако Америка смене, верувајте дека и другите ќе следат. Пошто тие политичари прават се што прави Америка. Значи најдобар е типо да го следите, не дека кој знае колку објавува да речеме, ама типо е тај гуру кој што заради него сите тие компании инвестират, иначе е типо според моја инфо висок член на тајни друштва, иначе кој ќе има такви инсайдерски информации дека биткоин ќе стане тоа за да го купува милиарди. На мене никој не ми дава милиарди да каже го од Америка да купам и стварно разбира економија. Например, ако му ги најдете видеото да ги гледате, ја мислам дека никој повеќе не разбира за економија и да објасне за биткоин на кој начин и на кој начин се взима кредити од Америка. Типо е се што е кажала е испаднало право и се што е земала е испаднало на профит. Така да, тај канал што треба да го следите. Да видиме колку имам канало се движи нагоре. Дека беше само дашборд. Добро е, 1813. Само треба да внимавате, луѓе. Треба да внимавате. У коментари се појавија хакери кај мене. Споделуват сит фразата, као демек треба и помош да ја покажете како да се префрлат на Binance. Ама ја ги избришав коментарите, ама ги пратив на Славчо. Славчо ја провери го тај волет и да, испаднав управо. Замислете си на Одоко, кој е шесто сетило, испаднав управо пред години кога кажував, може да се забравиле дека коментарите, многу луѓе ме прашува зашо ми се исклучени коментарите на YouTube, баш заради тоа што се појавуваат еве такви хакеришта и стават да речеме понапред многу одамна можеше да се стави линк, сега више не, ама знаеја да стават да пишат коментари као да ме ки треба нешто помош,
па многу луѓе знаат Google Translate да користат и на македонски да напишат, па многу луѓе и вика и пробаа да ја помагат и беа хакнати, не на мојот канал, на други канали. И затоа на мојот канал беше забранено да се коментира на при 3 години кога новиот канал, кога стариот канал уствари го баратев пред да ми го блокират. И многу луѓе вика, не си фер, зашо не ставаш коментари да е уклучено, сакаме да прашам нешто, што се плашиш, ја од ништо не се плашам. Коментарот лесно може да ви биде блокнат и тргнат, така да плаши се од тоа дека разликата сме 9 часа и ја кога спиам, еве денеска например типо за урок од 4 минути, 2 пати утре ќе го објавиме, 2 пати постира seed phrase, као демек му треба помош за некој токен кој беше, а другиот линк беше 3 пати до сега пишат 3 коментари вчера и денеска 2, као демек му треба помош и вие ќе му го отворите волето, треба да префрлете трон и автоматски типо ќе ви покаже Славчо како е креирал директно да ги собира парите. Значи ако видите коментар кај мене у видеото со некој тип кој што коментира и оставено seed phrase као демек му треба помош, нем луѓе да се лажете да отварате да отварате, да му помагате, да пробате уствари да му помогнете или да речете чека овај глупи оставил seed phrase. На волето држи намерно $8,100, Славчо провери, ама Славчо знае што право ни cyber security. $8,100 е намерно оставил и сите ќе речете чека овај има $8,100, сега ќе му ги зијам че има оставил seed фразата и треба да пратите малку трон за трансакцијата да помине, он типо е направил програма, трон директно го собира. Разбирате ли, ви ги зијам парите, Славчо утре ќе покаже пост, ја му ги пратив му ги сликите, а он го тестира волето и има доказ дека тој е хакер. И замислете си, мојо YouTube, што правам видеа бесплатно, со години блокирате и ми ги бришат видеата. Еве ја гледате, 75,000 прегледи имав човеч. 75,000 прегледи. Замислете си, кажи го, мојот канал го блокират, а канало на овие, мислам хакерите, еве ја ги пријавив на YouTube и YouTube ми вика ќе го разгледаме барањето, ако стварно неговиот коментар е со зли намери, тугај ќе го надуваме. Значи он додека не проверат на YouTube, он ќе си може да се коментира и да скамира луѓе. Славчо вика дека за 30 минути чудо од Трон стигнале за трансакции, значи он на сите YouTube канали, што се некои странци. На сите YouTube канали се кажи го активни и замислете си тоа портфолио колку, а може да бидат, еве ако се некои наши, или кој беше речел, да речеме еве да, ако се велишаните, да не си играат играчки, затоа што блокчейн се живо се прати. Ќе ги остават на подолг период да направат пари, зависно кој ќе пријаве, може да ги изгорат. Значи се што се дешава на блокчейн, се може да се прати до кој волет. Ако мислат дека може да ги скријат парите, било кој да е хакер, дали се од Македонија или од странство, гадно се лажат. И ако мислат дека такви платформи постојат, нели како кој беше, која платформа што може да ги испере тие трансакциите, то гадно се лажат луѓе. FBI има и службите имат алатки што можат да ги пратат трансакциите. Така да за малку пари не пратат, ама за сериозна сума на пари кога се собере и се украде, значи можат да ги испозатворат и џабе и се. Така да внимавајте, у коментари више се појавуваат хакери кои што постират коментари за да не е ово Борис, ова е, чекај. Тоа е нов коментар. Ќе ги видите утре кои се со име и презиме. Мислам со име и со презиме, со името што се го напишале на YouTube. Така да, другари, ќе правам кратки видеа, пошто нема сега за сега коментари за нешто ново. На тие другите што сака за коини, за токени и пишав коментар пообширен, не сум најдел уште информации на таа тема. Значи чека се кажи го Black Friday и празниците да видиме кој ќе поминат, колку биткоин ќе падне или можно е на најчесто на празници на Нова година американците продават, ама доста и седнуват и кажуваат нели на фамилиите, леле гледа колку пари направи и американците почнуваат и да купуваат. Ама дефинитивно Трамп кога ќе седне, мислам дека тоа чудо ќе полита доста.
Поздрав другари, ако има, кажав, значи за тия, шо често ке коментират, ке стават лайк, ке споделуват на YouTube, значи края на декември 2025 трябва да има награди, за тия, шо ке се най-активни, дефинитивно ке има награди, ке видиме дали е коини, токени нещо, от некоя игра нещо, ке видиме дали парични средства. Значи поради това, шо канало му трябва трафик за YouTube да го препорачва Македония, да се появува на повече луги. Иначе канало не е монетизиран, не съм го отключил това, не правям профит, не се плашете. Иначе лайк, коментари да споделяте, само да го разработиме, шо повече македонци да го видят. Шо повече македонци го видят, значи шо правят тези македонци? Откриват за крипто, помагат и улагат у крипто и дигат цената на крипто. Така да. Шо ке трошат пари за кафе, за цигари и комар. Последния имам един приятел потрошил 10 000 евро на спортска, 10 000 евро и вземал още 10 000 евро под лихва, значи 20 000 евро е изгубил за една година у комарджийски глупости, а замислете си да беше купил Cardano, беше 0.23 братче преди една година, замислете си да беше купил за 20 000 долари, за 20, оно евро, ама яво са 20 000 долари, ще мисля, делено на колко беше 0.23 е 86 956 кажи го коини по $1, замислете си за 20 000, више ке беше направил 86 000, а да речеме на старата цена по 3, луги гледайте, $260. Значи пари под лихва да вземеш и защита да си я потрошиш на тия тамо казина, шо мислиш да ги направиш пари, е комплетна грешка. Ви аналитика, много луги викат защо съм викал дигитално неписмени. За това, брат, Чолай, мой приятел е най-големият дигитално неписмен морон, шо постоя. За жал он нема да го гледа видеото, пошо крипто за него е пирамидална шема и глупост. Едва чекам да имам Македония да му го покажем ово, пошо и за YouTube е неписмен да гледа. От YouTube сигурно само гледа Аца Лукас. Така да за това другари, я ги викам македонците дигитално неписмени. Ви един от милион примерите, ще ги знам. Чао и поздрав. По-далеко от Коцка, гледайте да научите шо е технология. Чао.